Господине Иванов, вие сте гласен критичар на постојниот изборен модел во уставот на државата. Велите дека, ве цитирам овде, поттикнува делби и троши реформска енергија. Менувањето на уставот е гломазен процес. Мислите дека е практично, изводливо тоа, сега кога течат важни политички рокови? Овие председателски избори во два изборни круга, кога сите покрупни и посетни политички партии се ангажирани на теренот, кога целото граѓанство практично анимирано со една мачна, досадна, долготрајна од 5 недели кампања и во услови на нашиот изборен закон кој не дозволува никакви државни активности во тоа време, ниту некој да биде разрешен од функција, ниту некој да биде именуван, ниту субвенции да се делат, значи стопирано е цело општество. Второ, Македонија е не единствена, но е малку комплицирана општествена заедница, мултиетничка, мултикултурна и така натаму. Ако се трне од таа ситуација и ако земеме една премиса дека ова после Преспанскиот договор, можеме ли Македонија, мислам можеме да не речеме трета република, ако првата била Астон, втората самостојноста, еве третата нека биде ова. Ако можат французите да имаат 5, можеме ние барем за сега 3. Мислам дека ако има политичка волја треба да се смени моделот и изборот на председател на државата да се одвива во парламентот. Точно е дека уставот е комплицирана работа ако се отвори, но ако се има добра волја, ако политичките партии и субјекти кои учествуваат во политичкиот живот на Македонија и преку парламентот се договорат да го направат брзо и ефикасно, тоа се прави за 3 месеци. Последните избори покажаа дека доминантни теми во државата остануваат како што беа презентирани од кандидатите. Името, НАТО, колку е тема на вистина, и моделот на република, за што се заложи господинот Река. Многу помалку се зборуваше за економијата, за иселувањето. Како вие би ги поредиле приоритетите на државата сега после изборите? Реков, председателските избори не се тема за економијата, тие се тема за политичкиот систем, за уредувањето и така натаму. Значи, приоритетите на оваа држава веќе НАТО е симнато од дневен ред. Приоритетите се реформите за интеграција во Европската унија. Не знам дали е тоа можно во вакви околности со мало малцинство на власта во собранието и со исто така горе-доле рамноправно мнозинство на опозицијата во парламентот. Приоритет на Македонија е, се разбира, економијата, реформите во судството, правниот поредок и така натаму. Со Преспанскиот договор, поради остапките што се правеа, крупните компромиси, не мислам во релациите со Грција, туку внатре во државата за да помине овој договор, за да се кренат блокадите на Република Македонија за незините интеграции во НАТО и во Европската унија. Со промената на името, мислам дека се отворија перспективите, но сега прашањето е дали може власта и опозиција да се договорат.